Промената на прегорените улични светилки се врши со стручна екипа во присуство на службено лице од Одделението за комунални работи, по пријава и писмени барања од страна на граѓаните, местните заедници и урбаните заедници од општината Кочани, односно интервенција се врши во сите постоечки сијалични места каде што има потреба од уличното осветлување. Со проектот реконструкција и модернизација на уличното осветлување во градот Кочани и дел од населбата Оризари, набавени се вкупно 2795 енергетски штедливи лед светилки. Од нив до декември 2015 година се поставени 2608, а 187 лед светилки се оставени како резерва. Користејќи ги сметките за потрошена електрична енергија, направена е анализа за намалената потрошувачка на електричната енергија на уличното осветлување во градот Кочани и селата за месец октомври, ноември и декември минатата година. По основ на обврски за потрошена електрична енергија за улично осветлување, најавана Македонија АД Скопје, единица во Кочани, за периодот од октомври до декември 2015 година се исплатени средства во износ од 2.296.971 денар, а за истиот период од октомври до декември 2014 година се исплатени двојно повеќе средства, и тоа во износ од 4.290.970 денари. Од оваа анализа се гледа дека со 2608 заменети светилки е постигната заштеда во градот Кочани заедно со селата за повеќе од 40%, а пресметано е дека заштедата само во градот Кочани изнесува повеќе од 60%. Согласно сметките за потрошена електрична енергија од ЕВАНА, може да се заклучи дека незаменетите 950 светилки во селата трошат скоро исто толку електрична енергија, колку што потрошиле заменетите 2608 светилки во градот и мал дел во селата. Во градот Кочани и селата останува да се заменат уште 950 живини светилки со лед светилки. Со овој проект ќе се планира и резерва за ново планираните улици. Одржувањето на јавното осветлување се врши континуирано во функционална состојба согласно програмата за јавно осветлување донесена од страна на Советот на општина Кочани. Се вршат редовни контроли за согледување на состојбата и отстранување на утврдените дефекти, односно доведување на јавното осветлување во исправна состојба.